Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро дојдовте во новото издание на Гласот на народот, дневна, неделна доза. Со оглед дека денеска е денот на шегата, но имаме уште еден голем настан кој нема врска со шеги, напротив, со нешто сериозно, што воопшто нас не засега. Но колку не засега ова што нам ни се случува во секојдневниот политички амбиент и се тоа што веќе по дефолт го слушаме, го гледаме, го голтаме и никако нема крај. Јуда го продаде Христа за 30 гроша. Телохранителот на Мицковски за 50. Па каде го има тоа? Од друга страна, човекот се прашува дали вреди да биде во вреди. Еве јас велам не, таравари не вреди. Не вредиш да бидеш воопшто во политиката. Зошто? Оти немаш чувство за она што си се заколнал во Хипократовата заклетва за животот на пациентот. Кога дојде во политиката и седна во фотелјата, во владата на Зоран Заев и марксистите на Али Ахмети, се втурна веднаш да ги кастриш дрвцата, односно големите долгите гранки на старите дрвја во државната и патогас си напишал каде води на албански јазик патот кон клиниките. Нели тоа дно на дно. И потоа веднаш си се втурнал да направиш некој дил за да паркиралишта да обезбедиш преку некоја албанска компанија. И јас се земам за право. Да, не кријам. Ја почитувам оваа коалиција без таравари. Зошто? И јас сум дел на оваа држава. Јас дадов повеќе од тебе таравари. Многу повеќе. Дури синот го дадов. А ти денеска ми праќаш пораки на СМС дека тип-топ е комисискиот извештај. Кого лажеш таравари? Кого лажеш? Се додворуваш на Венко Филипче Зоран Заев? Да се приклониш кон твојот пајташ кој ги чува твоите печати и да се вратиш во јатото? Надуј. Нема да помине. И затоа не вреди да бидеш во вреди. Има повредни од тебе. Почитувани, тоа беше мојот коментар, што навистина, гледате, емотивно тоа го кажувам, бидејќи од едноставна причина и јас ќе се борам. И мојот син е еден, истиот кој 59 што загина со насилна смрт. И јас барам одговор. И јас барам одговорност. Барам, бидејќи и моите внуци чекат обештетување, сатисфакција, бидејќи останати се без татко. Да, ви кажав, сторителот на убиството е Невенка Ридова. Има име и презиме. Големата штетеничка на Венко Филипче. Почитувани, се најдам дека ќе најдам на разбирање, со оглед дека имаме голем празник, денот на архивистите. Имам прекрасен соговорник. И вечера во живо, како што гледате на телевизија Вистел, во оваа емисија ќе разговараме за вредноста на знаењето, улогата на архивите и големата загуба што ја претрпивме со заминувањето на македонските умови во странство. Наш гостин е Бранислав Светозаревиќ. Ќе го поздравам и ќе му посакам добро вечере, добро дојде. Еден од најистакнатите историчари во Македонија, човек кој со своите книги, истражувања и архивски анализи ја гради и ја брани македонската вистина, историја, идентитет. На денот на македонската архивистика поставуваме важни прашања, почитувани. Колку не чини знаењето, а колку не знаењето? Дали е доволно да ја користиме силата на архивите за да ја зачуваме националната свест? Што изгубивме со заминувањето на нашите интелектуалци во странство, па како и дома, пак е тука таравари? И како можеме да ги вратиме? Ова се теми што ја засегат еднината на Македонија. Затоа бидете со нас
По джинглот ќе се вратаме, ќе бидеме заедно, останете со нас. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Професоре, да бидем искрен, голем број пораки добив од моите пријатели на социјалните мрежи, задоволни и восхитени дека ќе гостувате вечера. Ви честитам за големиот празник на архивистите. Велам дека тоа се стожерите на една држава, на една нормална држава кај што се почитуваат фактите, архивите, сето на, а не се продаваат за 50.000 евра. Ќе дозволите само еден коментар во овет, што ќе биде водилка за вечерашната емисија. Одиме со коментарот. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Колку не чини знаењето, а колку незнаењето. Македонија пред предизвикот на интелектуалната катастрофа. Македонија со децени се соочува со сериозен проблем, одливот на недобрите умови, оние што би можеле да ја изградат еднината на државата, но наместо тоа бараат подобри услови надвор од неа. Денес, на денот на македонската архивистика, се поставува едно клучно прашање. Колку не чини знаењето, а колку незнаењето? Дали сме свесни за загубите што ги претрпуваме? И уште поважно, дали имаме волја и план да ги спречиме? Архивите тврдина на вистината или заборавена историја. Архивите се темелот на националната меморија. Без нив минатото може лесно да биде избришано, а еднината поставено врз лаги. Македонските архиви со години успеа да сочуваат милиони документи што сведочат за вистинската историја на Македонија. Но дали знаеме како да ги искористиме тие податоци? Незнаењето за сопствената историја е една од најскапите грешки што може да направи еден народ. Доколку не ги браниме нашите архиви и не едуцираме јавноста, оставаме простор за фалсификување на минатото и за уништување на македонскиот идентитет. Македонските умови најголемата загуба на државата. Во последните децении Македонија загуби илјадници научници, професори, инженери, историчари, лекари, луѓе кои беа носители на знаењето и развојот. Секој од нив што замина представуваше инвестиција на државата, што ја искористија други земји. Зошто дозволивме ова да се случи? Политичката нестабилност и корупцијата ги туркат младите таленти подалек од татковината, немањето системска поддршка за истражување на иновации ги принудува научниците да барат можности на други места, низок економски стандард и мали плати не можат да ги задржат врвните интелектуалци. Недоволно вреднување на знаењето во општеството ја намалува мотивацијата кај младите да останат и да создаваат во Македонија. Колку не чини незнаењето? Под еден. Незапирливиот одлив на мозоци значи дека Македонија губи генерации научници и визионери. По два. Универзитетите остануваат без најквалитетните професори, што води до слабење на образованието. По три. Македонија станува зависна од странски експерти, наместо да ги создава своите. По 4. Без силни интелектуални капацитети, државата станува ранлива на политички и економски притисоци. Ако не ја сватиме ова загуба сериозно, ќе се соочиме со уште една потешка иднина. Нацијата што не го цени знаењето, станува слепа и зависна. Може ли Македонија да ги врати своите умови? Секако, но тоа бара јасна стратегија и конкретни чекори. Под еден, создавање на национален фонд за млади научници и истражувачи. По два, гарантирање на подобри услови и плати во научните и културните институции. По три, поврзување на македонските експерти во странство со домашните институции. По 4, подигнување на свеста на знаењето, на значењето и образованието во јавноста. Под 5, инвестирање во дигитализација и модернизација на архивите и истражувачките центри. И финале, ќе се избориме или ќе се изгубиме. Македонија мора да избере дали ќе остане земја што ја губи својата интелигенција и ја препушта својата историја во рацете на други, или ќе стане држава
што ќе го цени и негува знаењето како свој најголем ресурс. Ако не преземеме ништо, ќе продолжиме да ги гледаме нашите најпаметни луѓе како ги градат туѓите економии, култури, науки, додека Македонија останува со празни институции и фрагментирана историја. Изборот е наш. Знаењето има цена, но незнаењето е секогаш поскапо. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, благодарам на Охрид 24, порталот кој ги пренесува моите колумни. Професоре, услушавме коментарот што тоа значи, колку е вредноста на знаењето и архивите пред себе. Да, тоа се прашања кои се, да речем, нешто што е дел од нашето живење последните децении и една ранлива тема. Тука има две прашања, значи знаењето и незнаењето. Прво би сакал да, ако дозволите, да им честитам, го честитам празникот на сите архивисти, особено на пензионираните архивисти кои ни оставија навистина големо богатство кое треба да го чуваме и да го користиме. Значи, можеме да разговараме и за загуба на интелектуалците и за загуба на, да речеме, она што значи национално богатство меѓу останатото и архивите. Архивскиот материјал кој го поседуваме, а низ вековите Македонија продуцирала огромен број на материјали, документи, книги, пишани, докази за не само значајни за нашето поднебје, нашата држава, нашиот народ, туку и многу пошироко. Токму затоа ние низ вековите откриваме дека многу од тие значајни писмени материјали биле носени од тука или уништувани, намерно или ненамерно. Имаме периоди кога навистина тоа било една многу лоша и сериозна појава, особено во 19. век, кога фактички светот открива, науката открива дека во Македонија се кријат највредните средновековни словенски ракописи. Така што имаме, да речеме, после доаѓањето на Виктор Григоровиќ од Русија тука во 1840-тите години, кога ги посетува манастирите и ги зема со себе можеби највредните ракописи кои светот ги чува во однос на славистиката, и денеска се наоѓаат во Русија и токму на база на тие ракописи сушност се гради една цела школа посебна на Универзитетот Казан во Русија и денеска тој е еден од најголемите центри. Таму и во другите руски центри се чуваат огромен број на материјали токму од Македонија, кои се уште се инспирација за науката и во исто време значат многу, тие се бесенети за целата словенска култура воопшто. Така што од тој поглед имаме една, можеби, не се знае дали е добро што се однесени таму или да останале тука, па, например, имаме многу сведоштва каде што грчките свештеници и владици ги палеле тие, ги уништувале тие ракописи, свесно, се разбира, така што навистина е само прашање, Господ знае што е подобро или што е полошо. Што се однесува до умовите тука, навистина имам прашање за умовите, ако ми дозволите. Дали Македонија, спомнавте дека далеку не се чуваат нашите архиви, но дали Македонија доволно вложува во зачувување на историската вистина преку архивите? Државниот архив на Македонија има навистина една
неверојатно значајна улога. Имено во изминатите 74 години, откако е формиран на денешен ден Државниот архив, помина низ многу, да речеме, сегменти за да се дојде до еден врв кога се одлучи, тоа беше една специфика на Државниот архив на Македонија во однос на архивот на Македонија, тогаш се викаше, во однос на другите во Југословенската федерација, а тоа е да се приберат што повеќе документи надвор кои се за Македонија, затоа што се од овде се изнесувало. И за голема среќа ние сме имале големи визионери како Димче Мире, тој е и првоборец и дипломиран историчар уште пред војната, голем стратег во тој поглед и тој ангажираше сериозни капацитети да се вратат во Македонија огромен број, односно да се снимат и да се како такви да ги чуваме тука како непроценливо богатство. За вашите гледачи може би е интересно да се каже, например, дека ние имаме некаде поседуваме околу 11,5 километри должински архивски материјал, а тоа е кога секој лист хартија ќе го поставите вертикално, не хоризонтално. Значи, ако, например, еден лист хартија е пола милиметар, пример, половина милиметар, а ова е 11,5 километри. Тоа му дојде еден Boeing 747 кој ќе се крене на исток. Тоа се навистина огромна количина на документи, но исто така, уште можеби исто така значајно е тоа што исто толкава количина сме презеле во микрофилмови. Значи, повторно, над 11 милиони микрофилмови имаме преземено, микрофилмовани документи од странските архиви. Во тоа време, можете да замислите, Државниот архив и Димче Мире ангажираат и испраќаат стручњаци низ целиот свет за да се обучат што е најново во архивистиката, да ги проучат тие архиви и да се специализираат дури и со јазици кои се нарекуваат класични или мртви јазици, така што, например, еден човек од архивот е испратен во Александрија да го изучува, например, староарапскиот јазик. Еден во Истанбул за старотурскиот и еден во Багдад за староперсискиот. Чи можете да замислите какви тоа се стратегии и благодарејќи после на нив Скопје имало единствени такви стручњаци со таков комплет што се однесува до читање на документи од овие, да речеме, култури и цивилизации кои оставиле траги кај нас. Да не зборувам за експерти во старословенски јазик, старогрчки и латински јазик. Така што, значи, може да се каже дека Државниот архив за јавноста можеби тоа не е познато, меѓутоа во него се крие вистинското ризницата на македонската историја. Колку документи ги спомнате што ги вратиле од странство помагаат во заштитата на македонскиот идентитет? Па тоа е фактички колку тие документи ќе се искористат, толку ќе бидат и во таа намена, и во таа функција. Така што нас веќе ни недостигаат, повторно темите се една со друго компактабилни. Значи, ако немаме доволно интелектуалци и стручњаци кои ќе ги користат тие документи ни стојат само можеби за некои други времења. Но на нашата држава континуирано и треба стручни кадри кои ќе бидат оспособени да тие документи ги проучуваат, да ги објавуваат, да ги преведуваат, да ги разработуваат и да се објавуваат. Да, ја од колумната спомнам околу дигитализацијата. Дали има доволно дигитализација на архивите и како тоа би ја заштитило историјата од манипулација? За жал морам да кажам дека ако некогаш бевме први во таа работа, сега сме можеби
непопуларно кажано, меѓутоа меѓу последните во Европа. Значи некој свесно не се грижил за тоа. Дигитализацијата не се вложувало, а дигитализацијата не е само брз пристап кон изворите, информациите, податоците, туку дигитализацијата значи едно од најдобрите заштити на оригиналните предмети. Значи, ако ние дигитализираниот материјал го даваме за истражување, тогаш се заштитува, физички се заштитува архивскиот материјал кој го имаме во оригинал. Да не зборуваме за брзината на користењето, колку тоа значи. Но еве преземаме мерки и во таа насока да се зголеми бројот на вработените кои ќе дигитализираат и стручно да се целата таа работа да се обработи, тие предмети да бидат лесно користени, да може да се користат од науката, да бидат лесно пристапни, да може секој дури и од дома да, како што јас впрочем од целиот свет користам сега извори од целиот свет од архивите. Да. Од дома. Тоа е. Знаете, да се посмеав за една работа, ќе направим на дигресија, а во контекст на тоа е прашањето. Кога работев во македонска телевизија, значи почитуваните гледачи се сеќаваат моите интервјуи со Солана, Роберсон. Да не ги спомнам, тоа се најголемите политичари во светската историја. Верувате ли нека Гордана Стошич ги расфрлувала низ целиот атор околу вашиот архив кај МТВ и прашувам луѓе што е ова? Не прашувај Томич. Тоа е ставот на Гордана Стошич. Дали свесно се уништуваше тоа што е представува јадро македонско, што представуваше македонска вистина, историја и конечно како странските архиви ја менуваат историската слика за Македонија? Па не можат тие да ја менуваат, странските архиви не можат да менуваат историска слика. Ние имаме всушност само лажни конструкти од одредени историчари кои се занимаваат со политика. Значи, тие фактички ја злоупотребуваат вистината, историјата и материјалите селективно или ги кријат за да не допре вистината онам каде што треба. Така што самиот документ сам по себе не може ништо да направи. Тој е создаден во одредено време од одредени фактори или личности и тој зборува не само за неговата содржина, туку зборува и за авторот. Но ние како историчари често пати знаеме да наседнеме токму на тоа, дека самата содржина пак е од некој напишана и таа може да има известна субјективност во неа. Или пак да биде нарачка. Но затоа треба историчарот да го проучува и оној што го напишал документот и во какви околности и какви политички констелации. Професор, ја поделив на 4 сектора ова наша емисија. Вториот сектор е незнаењето како национална славост. Колку не чинеше незнаењето низ историјата? Па незнаењето всушност е нешто што е можеби едно од најголемите загуби на нашата држава. Ќе речете зошто? Ако на пример сега знаеме дека грубо можеби 10% од оние кои заминале од нашата татковина се врвни стручњаци, тоа значи некаде околу 30.000. И ако за секој еден таков стручњак, за да се создаде до негови врвни резултати, да речеме до докторски студии и така натаму, пресметале дека е тоа 200 до 300.000 евра, значи државата вложила и родителите на тие луѓе вложиле 30.000 пати 300.000, можете да, не знам која е тоа бројка, во милиони. Огромна. Значи, вложено е, а потоа истите тие се наша, односно се туѓа среќа, некаде прават, генерираат милиарди во други држави, тие умови наши. И сега, навистина, некој свесно ги избрка. Да, тоа е исто, да речеме, за вашите гледачи, да направиме една споредба, како да имаме еден рудник на злато, кој ние вложуваме во неговиот ископ и од тој
да речеме, ајде, од 1 тон земја ќе излезе 3 грама злато или 5 грама, треба колку илјади тони да се ископаат за да се издвои неколку илјади грама злато годишно, и тоа злато кога ќе го добиеме во конечна верзија во која се вложувало многу, наеднаш го даваме на некоја странска држава бесплатно. Ете, тоа ни се случува, значи, можеби една од најголемите економски загуби е одливот на нашите умови. Дали образовниот систем доволно ги учи младите за сопствената историја и култура? Образовниот систем исто така доживува еден пат во овие 35 години, и тој е евидентен, меѓутоа сепак од него произлегува и многу стручњаци кои денес навистина се светски познати, а ние, да речеме, се занимаваме тука и нашата јавност е често пати, да не ме свати некој погрешно, оптоварена со медиокритети. И, например, ние ги знаеме такви типови кои излегуваат по медиумите заради некаква атракција, заради некаква забава, меѓутоа и многу слушаме многу непристојности и така натаму, и сето тоа поминува, додека наши врни стручњаци го освојуваат светот и вселената. Еве, например, дали некој знае дали слушнал некој за Марко Пискачев? Верувам дека можеби само неколкумина го знаат. Тој е скопско дете. Неговото име е запишано на златната табла во НАСА, еден од конструкторите на роверот на Марс. Значи, за такви луѓе не знаеме, но знаеме за некој кои многу наштетија и целокупната таа, да речем, наша матрица влијае во негативна смисла на зборот. Ние, например, кај нас, немојте да ме сватите погрешно, и во новинарството често пати имаме само лоша вест е добра вест. Ние немаме, например, ако одите, ајде да речеме, скандинавскиве држави, па еве и Словенија тука поблиску, ностоп оди Кајрон на телевизија за некакви успеси, на мали и големи успеси на некакви словенци. Што тоа значи? Дека нонстоп се информираме со позитивни примери, дека можеме ние нешто да направиме. Кај нас е обратно. Ние цело време вежбаме дека не бива, дека не можеме, дека сме последни, дека тоа е нешто што го прима народот и од него после тоа самото излегува како една термопечка која акумулира топлина. И сега ако ја пуштите неа, таа нема што друго да испушта, туку топлина, тоа што акумулирала. Така е и човекот и луѓето. Тоа што го акумулираме, ако е тоа негативни информации само, ние испуштаме негативни информации. Ако примаме позитивни информации, а тие кај нас ги нема, иако, да речеме, има многу луѓе кои имаат лични успеси, големи, и во спортот, и во културата, и така натаму. Еве, јас на еден Facebook, еден медиум ограничен, со 5000 пријатели, користам секогаш кога ќе видам дека некој нешто успеал македонец, веднаш да дадам еден позитивен коментар, да го подигне духот и да рече некој, чекај, па јас можам, ако тој може, значи можам и јас, особено младите луѓе. Така што тоа требаше и во образованието да го правиме. Но што ни се случува во образованието, кога паѓа образованието, а паѓа затоа што гледаме по оние листи, нели? Шангајски, кај сме, што сме. А паѓа квалитетот, односно доаѓа неквалитетот, а неквалитетот продуцира уште поголем неквалитет. И обратно. Квалитетот бара поголем квалитет. Но зашто погрешни луѓе, професор? И имаме во светот примери на битка за такви луѓе. Ние имаме, значи, јас знам примери на врвни наши стручњаци кои ги земаат, преговараат со нив универзитети европски, да ги земат
дури има и таков пример, каде што, например, наша професорка, врвна професорка во Германија, работела во Данска, работела во Саудитска Арабија и така натаму, на врвни институти, она им вели, јас немам Северна Македонија, јас имам... Македонија. Не, ништо тоа не ни смета на нас. Значи, кога треба да се земе еден ум кој ќе генерира после милиони преку едукацијата на следните генерации и милиарди, тогаш не им пречи. Ние имавме примери во Втората светска војна, каде што имаше битка на Советскиот сојуз и Соединетите американски држави да се дојде до германските инженери. Тогаш на нив не им пречеше што тие беа профашистички, фашистички ориентирани. Тоа е насна. Туку тоа е битка за знаењето. Значи некој не бира средства да ги земе од страна, а ние не придонесуваме ништо да ги сочуваме оние кои ги имаме. Па кога ќе видам некогаш искрено вака некој нов наш гениалец кој прави нешто, создава, првото што ми доаѓа за жале, си велам, блази си на таа држава што ќе го преземе. Затоа што немаме систем како овие млади луѓе, таленти, да ги вреднуваме и да ги поставиме... А на што се дози што све погрешни луѓе на видни и значајни места се постават? Мислам дека политиката е тоа. Значи, тука се го прави својата. Да, апсолутно. И затоа мораме тука да преземеме час поскоро соодветни мерки, а добро би било и да се посоветуваме со наши луѓе кои успеале во светот. И јас, благодарејќи на мојата книга Македонци милениумски сведоштва за идентитетското име, мене ми се јавија луѓе од светот за кои не можев ни да сонувам на какви места се наоѓаат и што тие се создаваат за светот, а загрижени се за Македонија. Мислам дека од нив може нешто да научиме. Секако. Професоре, одиме со третиот комплекс прашања, одливот македонски тумови, интелектуалната катастрофа. Зошто Македонија не успе да ги задржи своите наголеми научници, историчари и интелектуалци? Тоа веќе го начнавте, да. Ако ми дозволите, заедно во минатата емисија зборавме за Анастас Коцарев. Да. Почитувани, знам дека многу од вас знаат, а има и многу што не знаат. Тоа е еден наша икона, која многу помогна на Македонија. Обично, кога ќе спомнеме Соединените американски држави, немој Томич, тие се најголеми злосторници за Македонија, напротив, тие се големи подржувачи, но злосторници ги имаме тие што аргатуваат на длабоката држава. Ајде, молам уште за Анастас Коцарев, кој навистина е автор и голем поборник за борбата против ракот, кој не е добил од Нобеловата награда, така, пријател со Марија Кири. Што значи тоа да имаме во кремот, во врхушката, на врвот на светската култура, наука, историја, политика. И Вудро Вилсон беше толку наклонен кон Македонија, токму ради овој нашиот македонец. Така, сосема сте во право. Анастас Коцарев е едно големо име за светската наука и тоа е име кое прво е еден од најголемите онколози, а второ, она што е позначено како соработник на Марија Кири, тој е човекот кој прв диагностицира малигна клетка со рентген. Тој, еве, и овие години наназад, по 2-3 пати, иако поминало 100 повеќе години, се цитира. Значи, неговите дела се уште се цитираат во значајни научни списанија. Так. Тоа е неминовно, од него започнува таа, да речеме, гранка на лечење. И таквите умови секогаш ги сакале најразвиените држави, како што е, например, Швајцарија или Соединетите американски држави. Таквите умови не било проблем во тоа време да дојдат и до председателот на или до кабинетот на председател на Соединетите американски држави, за да со својот авторитет делуваат и политички. На некој начин авторитетот на Анастас Коцарев во тоа време е искористен, односно тој застанува на чело на сите македонски интелектуалци, гледајте сега повторно како ова се заокружува, на македонските студенти во Швајцарија и тој ги обединува сите македонски друштва на македонските студенти,
а тој е веќе и доктор на науки и формира еден генерален совет на македонските друштва. Застанува на чело, прави стратегија да со нивните авторитети и неговиот авторитет, како Михајло Пупин што го правил тоа. Значи, кога сака влегува кај Вудро Вилсон. Значи, тоа е нешто што навистина треба да си премногу голем авторитет, толку да те почитува, да може да чукне на врата, нели? И да му се отвори. И токму тука тој успева преку кабинетот на Соединетите Американски држави, тој да се застапи за формирање на независна држава Македонија со главен град Солун, со 3 милиони жители, и јас во тој баш том прв на македонците откривам 4 различни извори кои го докажуваат тоа. Првата е комуникацијата на Анастас Коцарев и неговите придружници, знаете кои се? Тој е еден Петар Здравев, тој е, сега се вика клиниката по него. Тие се основачи на македонската клиника после 45-та година и така натаму. Тоа се величини, затоа што тие докторирале во најголемите светски, најпрестижните центри. И сега тој со тие авторитети успеал да издействува Америка да се застапи и да гарантира со нејзина војска како неутрална да се создаде една македонска држава. Тоа е на Париската мировна конференција 1919 после Првата светска војна. И изворите ни покажуваат следно. Прво, комуникацијата на ова здружение со кабинетот на Соединетите Американски држави, потоа тајните документи на војската на Кралството Југославија, која ги информира дека сериозно се работи на таа идеја да се создаде посебна македонска држава. Потоа тука се весниците американски кои го потврдуваат ова. Значи, тоа не било никаква тајна. Но што е проблемот наш? Сега, од наша гледна точка, мораме само критички да... Ние не го откривме Коцарев како научници, го открија обичните македонци и патриоти од Швајцарија, од Франција, од Германија. Тоа е здружение кое се нарекува и заборавени македонци. И ден денеска тоа здружение И екзистира. тоа ден денеска и во Соединетите Американски действуваат сите неверојатни луѓе кои го открија и гробот на Коцарев. И сега и Франција веќе го обележува тоа место и неговиот град каде што живеел, така што сето тоа... Ќе го поздравиме Златко Николовски. Златко Николовски секој. Златко Николовски. Да. И сите други останати кои се низ Европа и во Америка, навистина прекрасни луѓе, тоа покажува што значи ентузијазам, што значи совест, свест, за да го сочуваме нашиот интегритет, а тој не е само поврзан со нашиот стомак и моменталните лукративни интереси. Туку мораме секогаш да размислуваме и за нашите предци, но најмногу за нашите идни поколенија. 8 минути имам и сакам тука да направим на дигресија. Верувајте ми, професоре, со сета почит кон сите македонци породи државјанство, каде да се. Јас ве љубам од со сета моја душа. Меѓутоа, кога ќе слушнам нешто дека се прави и гради за Македонија, мене ми е радост. Од друга ситуација, збориме за умови. Преска го спомнав изасен доктор кој ги кастреше. Носам еден чемер од себе, кога го видов дека нема сензибилитет на еден пациент кој не му се даде можност да живее, се дава некаков извештај, бараме и ќе дојдам до финалето. Бараме ревизија на еден така импровизиран извештај од лукративни причини и тоа не се дозволува. Од друга ситуација, истиот тој доктор, нашиот ум го ликвидира со еден збор, тоа е господин Сашко Јовев, професор доктор Сашко Јовев, кардиохирург со 9 трансплантации. И думите не дават акцент. Јавноста не дава акцент. Нели тоа трагедија за нас? Че се согласите со мене? Тие врвни стручњаци се еден во милиони, треба да имаме навистина еден посебен респект. Од другата ситуација, тој финале, кога еден заклучок, председател на владата реков, зошто не направи Зоран Заев и неговата дружина марксистичка, да направиле нешто во 7-те години.
па ние да ги хвалиме, да ги славиме, како Бил Клинтон што му дадоа монумент албанците во Приштина и ние би им изградиле некој монумент на Зоран Заев и Али Ахмети. Верувате ми, да направиле нешто суперсонично. Друга ситуација, господинот Мицковски замина во Америка. Имаме и таму македонци кои се врвни блиски со човекот кој ја владе планетата, тоа е Крис Павловски. Со Рамбл, кој навистина му даде душа на Доналд Трамп. Тоа е еден и зали треба се смееме? Поздравување потек. Дали треба да му се подсмеуваме? Не. И гледам некои портали, и јас велам, почитувани колеги новинари, од кај да сте, па излезете со вашите желби, фонтана на желби, па кажете што барате и ќе добиете државата. Немојте да дувате спротивно на ветерот. Дали треба ваква антимакедонска кампања? Па, видите, зборуваме на темата сме. Да. Ако некој човек, млад човек во Соединетите Американски држави повторно успел како македонец да стекне таков капитал, да стекне таков углед, да биде близок до кабинетот на председател на Соединетите Американски држави, тоа е нашиот адут. Нашата политика треба се да даде да го искористи тој потенцијал, затоа што таа страна, гледам, има одлична волја за тоа. Нашиот Крис Павловски отворил тука и фирма, така што се надевам дека тоа ќе биде добар пример, но и потик понатаму да видиме како, кои се тие начини, да ги прашаме и нив, што е она што може нашата држава да ги привлече сите нив, без оглед на националност. Тие се наши граѓани, оние кои ќе донесат нови приходи, но ќе ги задржат и нашите умови. Затоа што тие поседуваат фирми на кои им се потребни врвни стручњаци. Тогаш повторно ќе се вратиме во колосек кога квалитетот ќе бара и ќе произведува повторно квалитет. Затоа велам дека од политиката навистина многу зависи. И ова е за секое поздравување. Овој потек сега и гледано како историчар и како архивист, ако сакате, од таа гледна точка, секогаш се потврдува дека ваквите потези се неопходни, затоа што, нели, и спомнавме претходно, колку не чини знаењето и колку не знаењето. И за крај, како ја гледате еднината на македонската наука, историја и културен идентитет? Дали македонскиот народ ќе успее да го врати знаењето во центарот на своето општество и како архивите можат да помогнат во таа мисија? 3 во 1. Да, архивите се тука за да тие го имаат оној извор на истражување и имаме навистина сега да имаме во моментот 1000 историчари кои би сакале да работат за истражувањето, има доволно материјал. Но повторно ќе кажам дека мене ме охрабруваат овие потези на владата за да се привлечат повторно, но треба да се работи макотрпно и на задржување на она што го имаме и да се направи сериозен план каков висок кадар ни е потребен за да почнат институциите повторно да профункционираат. Затоа што ние ако во институциите вработуваме несоодветен кадар, нема многу. Значи, јас сум оптимист доколку започнеме повторно во институциите соодветни, значи, ако вадиме од нив стручњаци, ги бркаме, тогаш ништо не правиме. Но ако, како што рековте, но ако почнуваме да ги храниме тие институции со стручни кадри, неминовно ќе дојде до позитивни резултати. Професоре, благодарам многу што бевте соговорник мој вечерова на нашата публика. Верувам дека го задрживме вниманието, со оглед дека денеска е голем празник на луѓето кои се грижат за архивската граѓа, за историјата, за суштината, за суштественоста на една држава, еден народ, на Македонија и македонскиот народ. Поздрави до мојата колешка и вашата колешка директор, како Наташа Котлар, која го води овој значен институт, оваа институција и знам дека е во сигурни раце заедно со вас. Вам, почитувани, благодарам за вниманието. Верувам дека ќе најдам на разбирање, емоцијата ме преовладува, па го слушнав тоа за предавството, нели случајно го спорив со Христа за 30 гроша,
а па овој не сакам името да му го спомнам за 50. Колку е тоа бедно, колку е тоа навистина ниско во ова време на добробит, кога некој ти подава рака, прифатија и почитуваја. Но и порака и до тие кои на погрешни луѓе дават рака, нека се позамислат. Има некои кои навистина се маргинализирани, а направија повеќе од кои да е. Бите живи и здрави. Ве очекувам петок на заедничка средба во нашиот магазин. Реков дека господин Бранислав Светозаровиќ, професор доктор, е главниот стожер за вистината за Македонија. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томиќ. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.